Граѓаните кои живеат на улиците во близина на спортскиот центар во Тетово реагираат на недоволниот број на контејнери каде се фрла сметот. Како што велат тие, на местата обележани за нивно поставување, веќе подолг период контејнерите ги нема. Во моментов има 2, кои обслужуваат неколку улици. Граѓаните кои живеат на овие 3 улици. Значи, ова е 161, 160 и 162. На сите овие 3 улици, само овие 2 контејнера постојат. Значи, не постојат други контејнери, а па уште во која состојба е во историјата треба само да се стават. Проблемот е во граѓаните што никој не сака контејнер да биде пред негова куќа и да направат нешто, значи пак би дошле во оваа иста ситуација. На паркот од оваа страна, како што е место за контејнер, не е местото таму, него е овде обележано за контејнерот. Позгодно им е тука. Втора работа, диагонално на паркот, има уште едно место за контејнер за улица 160. Таму се правеше што се правеше, се тргнае контејнерите од таму. Совеста е до тој степен, важно е он да има каде да го фрли ѓубрето. А не е важно дали тоа смета на некој, дали утре многу зарази ќе се доаѓа лето. А од друга страна, решението и 5 контејнери да се стават, апсолутно решението е таму каде што е одредено местото за контејнери да се наоѓа таму, ако веќе на тој систем работат, ако не во спротивно овие контејнери треба да се сменат. Законска обврска за одредување место и поставување на контејнери има општина Тетово. Од јавното комунално предпријатие велат дека тие ги поставуваат контејнерите според утврдениот план, но граѓаните на кои им пречат ги отстрануваат. ЈКП информира дека ги привршуваат активностите околу изградбата на новата претоварна станица. Лоцирана на патот кон Лешок, се очекува конечно да профункционира кон крајот на овој месец.